Пак пробуваме со Наташа тука, само не знам дали ќе успееме. Наташа, види дали ти има стигната покана од мене пред да ми пратиш ти покана. Значи прво јас канаме ве. Види дали ти стига за да можеш само да ја прифатиш. Веројатно пак не ти стигнала. Ајде да пробаме. Пак не сака добро. Пробај Наташа пак да пратиш покана. Затоа што можно да е затоа што се преклопуваме и јас ти праќам и ти ми праќаш. Сега исклучив твојата. Баш би било значајно да може да се наместиме некако пред да почнеме да се гледаме. Само што овој пат некако не вклучува воопшто. Геј! Вау! Добро. Добро. Да, само да. Нема Да носам поназад. И јас Ете така. да се наместам, се менував, го вадев овој телефон, викам од друг да пробам, од не знам каде. Добро, значи можно е да е до тоа, јас ти праќам покана, ти ми праќаш покана, се преклопуваме. Овој пат ја исклучив, само тебе да се знаеме за друг пат, затоа што јас имав претходно вакви предизвици, не сум сигурна дали е до тоа претходно немало никаков проблем, меѓутоа многу ми е драго. Ева конечно, на слушаат, на гледаат сите, претпоставувам. Супер. Да, технички нема фонија се надевам, се е во ред, не гледаат сите, се гледаме конечно. Поше мили добро. Поздрав. Добро. Значи, многу ми е драго затоа што, еве, вака или така успеавме да се наместиме, успеавме да се видиме. Мислам дека многу ќе беше непријатно ако не успеевме да бидеме видени, затоа што па и тоа е нешто кое што веројатно е токму некако полето ја донесе токму темата на породилната траума, тоа е како некако низино табу, низино потиснување многу малку е видена. И може би не е случајно ово што ни се случи некако на почеток, целото тоа местење, затоа што токму породилната траума е нешто кое што постои, кое што е присутно, но многу често некако не ја гледаме, не ја уважуваме, не ја слушаме, не сме отворени да ја слушнеме, затоа што, фала Богу, така треба да биде, повеќето породувања остануваат, ајде да кажам, позитивни искуства, убави искуства и така треба да биде. Меѓутоа тоа не значи дека не постојат и оние кои што се помалку добри. Наташа, може ли малку еве ти да почнеш како некој кој што и мене ми ја представи, ми го представи овој ден, 25 ноември, може малку да споделиш повеќе околу овој ден, пред јас да почнам со траумата, чисто да и тие што не гледаат и слушаат после овој лайв, вклучително, затоа што видеото ќе го зачувам да може да знаат за што станува збор.
накратко, јас нема да извадам сега листи хартија и да почнам да читам. Знаете, 25 ноември, туку она најприродно, мислам, мора да потенцирам се, немаме ништо селено, посебно да знаете, спремано, ова е се толку спонтано, заради тоа што сметам дека за една ваква тема и не е ни воопшто во ред да има некакво спремање, сценирање и правење било што, затоа би споделила едноставно дека идејата започна пред 2 години, значи ова е за трета година поред како ова на некој начин го обележуваме со Елена. Започна со тоа што прво ова е движење што не го измисливме ние две, значи туку ова е движење кое што уште од 2011 година прераснало во светски рамки. Денес во принцип е интернационален ден нели против насилството врз жената, против целото насилство врз жената, меѓутоа како да речам нели подгрупа се повеќе во последните десетина години се става акцент и на насилството, мислам, насилство, пак речем, насилство е многу специфичен и тежок збор и многу широк збор, меѓутоа дали емотивно, дури физичко се зборува за насилство за време на породување. Меѓутоа, како што може да прочитате, значи сите кои што имате интерес и ги читате приказните кои што анонимно се споделуваат овие 3 години, многу често и многу специфично може да видиме дека насилството некогаш подразбира и само лош поглед во тие моменти, лош збор, нешто што некој си го зема со себе, кој што смета дека можеби не треба нели да го носи, дека лелова не требаше да ме навреди, а сепак стои тука нели вака и жежи и тежи, затоа Елена многу повеќе ќе зборува, меѓутоа сакам да речам дека сите тие моменти конечно се обелоденија. Дека да, окей е да бидеме да си кажеме нешто што не повредило, што не навредило, а зборувам од најситното па дури до оние доста поприлично поголеми, нели, физички насилства кои што жените, на пример, исто да не почитување на граници, пример, многу често проверување колку често е жената, нели, колку прсти е отворена и така натаму, моменти каде што некогаш рекле чекај, може не сакам сега одма, нешто се направило. Сега тука е границата многу лабава во смисла колку од работите биле навистина потребни и она што викаме, нели, морало едноставно така да биде, а колку можеби во даден момент се работело стварно за преминување нечии граници, туркање на нечии граници. И затоа овој ден едноставно јас барем како го гледам, тука и во Германија така се да речем се прифаќа. И тоа многу ме радува, бидејќи гледам се повеќе и на социјалните медиуми, на родилиштата кои што Елена тоа го сподели, ставаат специјална кутија за сите оние жени кои што овој ден едноставно сакаат да кажат својата приказна, најчесто анонимно, меѓутоа сакаат не само да ја кажат вака на Facebook анонимно, туку буквално ја носат во родилиштата со писмо и со ружа. Зошто? На некој начин така барем чувствуваат дека имаат како нели завршница, на closure, што го викаат на англиски, завршница, ја кажале, наставно пробале делото, како да ја издишале делот тежината што си ја носеле со себе, а родилиштата, баш тоа викам, ме радува што многу се отворени кон тоа, се повеќе нормално. Има и некои кои што се затворени, меѓутоа се повеќе се отворени и сакаат да чујат. Значи сакаат, затоа што на некој начин тоа може да биде една добра евалуација за тоа што може нели да се подобри. Имено така некако треба да функционираме како општество, така секој се грижи. Клиентите, на пример, мене и на Елена, не сте најдобар фидбек за тоа како си ја вршиме работата. Се започна од тука и со Елена кажавме, сакаме да се вклучиме. И ние како земја сакаме да дадеме шанса, значи гледате дека ова повторно не е од некој, не знам, огромен размер, меѓутоа доволен размер за да дозволи, да кажам, не да се прослави, славење е малку, нели, непријатен збор да се искористи во ситуацијата, меѓутоа да се одделиш, да се означи. Така, заради тоа што секоја травма треба да се... Работата ако кјутиме, ако молчиме, само си ја носиме траумата со себе, затоа е Елена и многу повеќе ќе каже кои се последиците од тој, особено во тој ранлив постпородилен период, кои се последиците да треба да си носиме плюс и некоја травма со себе. Фала ти, Наташа. Некако јас ќе продолжам малку за
оваа породилна траума која што токму всушност е темата на овој ден. И многу ми се допаѓа како нашле начин да се уважи, да се слушна, да се види преку оставање на писмо и на ружа, затоа што е некако целата таа нежност на жената, целата таа свесност дека не е се секогаш во наши раце и дека не е се секогаш па и во рацете на докторите, меѓутоа ете простор, безбедно место, да се креира безбедно место каде што може истата да се сподели. Породилната траума може да биде физичка или психичка, значи таа може да доаѓа од нешто што се случува со телото на жената, кое што малку не секое породување е физичка траума, затоа што самиот чин на породување носи огромни промени кај една жена, кои што се случуваат во неколку часа и тоа мислам дека ќе се согласите дека тоа не е баш на начин кој што не се гледа, кој што не се чувствува, туку напротив, тоа е нешто кое што навистина многу големо во кратко време и меѓутоа физичката траума може да биде и од некоја потребна или непотребна интервенција која што на пример може да биде царскиот трес, епизиотомијата или било што кое што е поврзано со нашето тело. Секако многу често се неопходни и нешто кое што придонесува да траумата биде уште поголема е кога се неочекувани, затоа што е природно секоја жена да има нешто кое што го очекува во чинот на породување, едноставно природно е да, нели, вака сакам да биде, така сакам да биде и ни една жена не би сакала нешто негативно да се случи, меѓутоа многу често се случува да токму царскиот трес е нешто кое што е неминуно, кое што мора да се случи и во тој случај може да предизвика огромна траума кај некои жени. Секако психичката од друга страна пак е нешто кое што се поврзува не со чинот физички, значи не со физичкото породување како чин, туку психичкиот дел, односно емоционалниот дел, каде што жената многу често знае да чувствува немоќ, страв, голем стрес, да биде преплавена, да се чувствува како да е изгубила контролата, како таа да нема контрола врз чинот на породување, што е многу важно, токму во чинот на породување, тоа е чувството на контрола кое што го има жената и нешто друго кое што многу се јавува, освен физичките тие и медицинските интервенции и така натаму, е кога чувствува жената вина, односно чувствува и недостаток на поддршка. Нешто кое што тука би го споделила, за кое што многу малку се зборува и сметам дека многу малку креираме безбедно место, тоа се некои ситуации кои што се не само неочекувани, туку буквално дури не сме ни подготвени дека може да се случат, што да, од една страна е многу убаво затоа што не е поентата да жената родилката се плаши, нели, и да се споделуваат некои работи кои што се навистина ретки, меѓутоа тоа што се ретки не зачека се невозможни и еве јас имам лично искуство и со клиенти и со личности кои што ги знам кои што поминале токму низ вакви некои неочекувани работи, да што и да се случило во позадината, што и да е она за кое што се подготвувале, едноставно настанала траума која што била неминовна, која што не е во наша контрола. Затоа што раѓањето не е целосно во наша контрола и тоа не е нешто кое што можеме да го контролираме, меѓутоа чувството на контрола кое што го има жената до онаму докаде што може да действува е многу важно да се зачува во текот на породувањето. Меѓутоа, она кое што многу ми е важно пред се како стручна лице, како психолог, како психотерапевт да го споделам е дека траумата, породилната траума е нешто кое што не ни е нормализирано многу да го зборуваме и затоа со Наташа некако сакавме да креираме едно безбедно место каде што на секоја жена ќе биде нормализирано да сподели нешто, да не биде видена како слаба, како да не е жена, како нели сите оние мисли па сите раѓаат, сите поминале низ тоа и така натаму, но тоа не значи дека ако сите раѓаат, дека твојата траума или оно кое што ти си го доживеала травматично не е валидно, дека не е реално, дека не постои, напротив, секоја траума е така, мислам, затоа што ние не можеме да знаеме со што се соочува. Значи, сите сме индивидуални, сите сме различни, сите носиме различни поддршки, различна позадина и токму затоа е многу важно некако да ние сите како општество, затоа што ние дефинитивно нормализираме многу работи. И кога можеме да нормализираме многу работи, вклучително па еве, мислам дека е многу нормализирано нели давањето на аде млеко. Сам баш е нормално, меѓутоа не значи дека ако е нормализирано е природно, што фала Богу е одлична поддршка. И мислам дека сега јас ова го споделив затоа што ти си тука за доање да не одам во некои екстреми што се ние сме нормализирале како општество, вклучително некако нели тоа отуѓување од себе, менување на мислам многу работи кои што окей, во ред е да се нормални, не значи дека се природни, не значи дека е текот на да станете така треба да се одвива. И така е со породувањето, тоа е нешто што е најприродно, меѓутоа ние не нормализираме да се зборува и јас баш лани некако тоа го споделував како некако
станав свесна дека после првото порадување имав многу голема потреба јас да зборувам за тоа што ми се случило, како ми се случило и не бев свесна зошто имам толку голема потреба да зборувам. Значи буквално секој што ќе го сретнав леле вака, меѓутоа не е дека тоа сум го правела некако со некоја намера, да подоцна кога почнав, бидејќи јас и приватно и во самата моја професија многу работам со траума и почнав да истражувам зошто, од каде потребата толку многу да споделувам, да зборувам, затоа што првото нешто кое што носи кон исцелување, токму зборување и уважување на она што се случило. Бидејќи се додека е внатре, се додека тлее, ќе има симптоми како што се, не знам, тоа може да биде посттравматско расстройство на стрес, најчесто породилната траума знае да се манифестира како постпородилна депресија, постпородилна анксиозност, односно некако да биде фактор кој што ја појачува токму постпородилната анксиозност. И ако ги слушате и ги прочитате сите приказни, и од првата, и од втората година, и од третата, и Наташа, не знам дали забележа, оваа година имаме најпозитивни. Да. Боже мој, во наводници, меѓутоа, оваа година имаме навистина најпозитивни приказни, што за мене е многу убаво, затоа што ако ништо друго мене ме радува, бидејќи жените почнуваат да бараат, почнуваат да се отвараат, почнуваат да некако стануваат свесни дека во рета што не се резилентни, има начини на поддршка, има начини како да може да се, нели, да се освеста, да едноставно стравот се намали, тоа чувство на немок се намали, да контролата биде што е можно повеќе во нив. И секако тоа е знак дека самите родилишта вложуваат во условите, вложуваат во напредок, вложуваат во емпатија. Мислам дека и првата и втората година јас и многу се задржавме токму на емпатијата, што е бесплатна. И што е нешто кое што токму во психичкиот дел, нели, психичката траума, оној психичкиот, да кажам, фактор кој што влијала врз траумата од породување, е многу важна. И тоа е нешто кое што веројатно малку сме отуѓени како општество, каде што забораваме на онаа природна љубезност, на емпатија, на сослушување, на валидирање, на гледање на пациентот како индивидуа, а не како уште еден број родилка која што дошла тука. Секако со должна почит, јасно е дека во текот на денот поминуваат многу родилки, меѓутоа таа родилка е прв пат и е нешто кое што е чин, кој што го прави, кој што никогаш нема да го заборави. Да не се лажеме, породувањето е нешто приказна која што ја памтат секогаш жените, која што останува во сеќавање, затоа што има многу силни емоции и секако многу силни физички сензации. И каде што има многу силна емоција, многу силна реакција, има нешто кое што се вика ова мора да се запамти. Значи нашето тело дефинитивно, ако ништо друго, телото ќе запамти. И мислам дека ќе се согласиш колку малку обрнуваме внимание токму на оние, ајде да кажам, неки вештини, односно сослушување на родилката, гледање на нејзината страна. И имавме оваа година на приказна каде што кажува дека доживувала панични напади и за текот на тие панични напади медицинските лица воопшто не ја сослушуваат, не се обидуваат да ја смират или ако ништо друго да понудат човечка поддршка. Тука не мора да станува збор за стручни лица. Нас не ни требаат стручни лица. Нас ни треба оној архетипот на мајка, таа нежност, тие чувства, емоции, нели, оно што на дете му треба буквално, нели, да го смири мајката, е буквално тоа, мислам, некако и медицинските сестри на почетокот биле само жени, токму заради тоа, затоа што жената природно таа нега знае да ја дава и да ја има. И сега ние, затоа тука да не одам некако многу внатре, што се е нормализирано или изместено. Ќе те надополнам, само со едно од приказните, а тоа е, ако прочитавте приказната со родилката која што буквално е во странство, била сама и, значи, после толку години сваќа, мислам, поминато е некој време, не е поприлично свежа, да речам приказната, вика, ги слушав, демек шо се и дадовме, таа уште не се отвори, еден таков само коментар кој што го слушнала толку ја повредил и најнаш вика сватив без сум, скоро сум сама, немам фамилија, седам сама во болницата и се што посакав е да си одам дома. Сакам да кажам, тоа е толку еден ранлив момент, осаменоста, особено
особено па за ковид, мислам дека тоа беше уште Да. толку нели проблем за се. И тоа сакав да се надополнам тоа што викаш, значи поврзувајќи се со таа прва приказна, дури да нема нешто, осаменоста колку е голема, па тука дополни ги панични напади. Мислам, то сам во животот веројатно не можеш да се чувствуваш во тој момент затоа што најнаш од вчера за денес тебе цел живот ти се менува, ти не си веќе дома, најнаш си во болница, телото ти поминало во релативно кратко време низ чуда, значи низ бродолом, се ти се случува и можеби се што сакаше не си само пациент, сакаш да дојде некој да те праша, маме, значи најобично не се секире, нешто страв ти е, што ти е. Не само, а што ти е сега? Ништо не ти е. Туку, нешто малку, што викам, тоналитетот на гласот, да биде сменет, со истото прашање можеби, не знам, чудо да направи во тој момент. И само тонот да е различен, а истото што сака да го каже може да биде. Ова чисто само за да не ми, знаеш, да не ми избега, тоа е оној момент кој што сум го доживела јас, го доживуваат и многу мои клиентки, а го видов дека го има и во некои приказните. А тоа е она кога детето губи тон, каде што да, докторите се сигурна сум дека многу преплашени во тој момент. Јас не знам, не сум стручно лице како доктор, јас сум психолог. Јас можам да кажам што се случува во главата, меѓутоа и од лично искуство, каде што која мајка сака да си го задуши детето. И оној момент на тонот, колку е различно ако застанат стручните лица во тој момент, јас би рекла главна е веројатно бабицата, баш она таа тука и најмногу треба да е присутна, да ја рече окей, диши, те гледам, те следам, мораме заедно да побрзаме. Знаеш, да ја врати на жената само до вербата во незиното тело, имаш сега контракција, окей, сега, само ако ништо друго на филмови сме гледале пуш, кога вика, нели мислам, буквално ти кажува кога да го направиш тоа, а колку е различно кога имаш баш таква, што правиш мајке си го задушиш бебето. И јас го имав истиот момент каде што бебето готово умира, ќе го задушиш, мислам, тоа е паника. Ти во тој момент на паника, баш она нели, не знаеш што да правиш, која мајка сака да го задуши детето. Најголемиот страв со кој што оди жената на породување, бебето да се роди живо здраво. Мислам, поентата на тој guilt trip, која е поентата на guilt trip? Најнаш сега мајката ќе се освести, ќе рече, не, сега ќе можам, не, значи изморана е се. Пак ќе речам, има секогаш две страни, може би, не знам, 10 страни на една приказна. И јас го разбирам цел тој момент, додека зборуваше, знаеш како вака само си размислував, се викам, да, јасно ми е. Например, јас колку пати ќе родам, еднаш, два пати, три пати, 4, 5, значи различно, така, меѓутоа не е секој ден. И сите тие и да се 5-6 приказни, тие се мои автентични приказни, меѓутоа не се случуваат толку често во животот, за мене да ми биде комплетно сеедно. И за сето тоа, нели, ако го земеме во предвид, го имаме следното. Имаме луѓе кои што, јас знам, пак ќе речам, јасно ми е и капитализмот како функционира и колку, значи сите сме преморени. Мислам дека тука тоа е една многу подлабока тема што треба да се начне, во смисла зошто ја нема таа емпатија, зошто, значи сме толку, јас знам, затоа што некој ќе седне ќе рече јас сум преморен, моето дете ме нема 3 дена видено дома, ме разбираш, и тука кога ти не можеш сопствените грижи, нели, сопствените потреби да ги задоволиш, нели, тука како би ставила приоритет туги потреби. Затоа ќе речам, тоа е една многу длабока тема, многу, значи и општа тема и на светско ниво што зафаќа, меѓутоа што можам тука да видам? Во Македонија досега немам сретнато ниту еден, затоа што барем тука во Германија, имам разговарано со стручни лица, многу често персоналот има право на обуки, се праќаат на обуки за справување со нивната траума, заради туѓата траума. И веројатно постои таква потреба затоа што уште постои некоја емпатија. Да нема емпатија, нема да има траума кај персоналот, така? Мислам, чисто јас како лаик само вака си ги поврзувам работите и пробувам да најдам едноставно решение. Дали нашиот персонал е пратен за справување со нивната траума, или ја нема, или може би ја има, меѓутоа научиле самите, не знам, да не ја гледаат, да мижат пред незе, само заради тоа што не можат да се справат со истата. Значи, нели, пошто секој пат кога нешто правам, кога земам некој проект, викам се како е решението за ова да се реши, знам дека нема едно, тука е повеќе слојно. Меѓутоа, затоа викам чекор по чекор ведем нешто од нешто да направиме и можеби вака ако продискутираме нешто, еден, например, една бабица да не слуша па ќе рече
да, чекај да нели да размислам, или една мајка да не слуша да рече чекај, може стварно јас имам траума, чекај да размислам, ќе ја напише, ќе се ослободи, можеби ќе помогнеме. Дека чуда ќе се направат, јас некако знам дека нема, меѓутоа убаво е да освестиме многу работи како што ги напомена. Па знаеш, тука е многу важно, Наташа, само да бидеме јасни дека родилната траума не е само од медицинскиот персонал, затоа негде го нагласив тоа. Некогаш може да дојде длабоко од нас, значи персоналот може да е тука и да е присутен, меѓутоа на таа жени треба стручна помош и поддршка 4 пати повеќе отколку на некоја која што доаѓа многу поподдржана, многу порезилиентна, не е важно зошто. Значи, можеби, не знам, се разболела, прележала, може и починал некој во позадина. Нели, не одиме сега што се случило, затоа што тука постои еден мит дека жената е слаба, ако и се случи тоа, не сите може да не се случи тоа. Јас цело време тоа го кажам, сите може да завршиме со тешко психичко пореметување или сите може да завршиме и со полесни психички пореметувања, како што сите можеме да завршиме со срцев удар, мозочен удар, шеќер и така натаму. Значи тука мораме некаде да нормализираме дека психичките болести не се еднакво на слабост. Дури напротив, јас би рекла дека колку посилни или колку, не знам, личностите колку се посилни, толку повеќе па некако и трпат и се подложуваат на истото. И ова е нешто кое што многу кружи, особено во нашето општество, каде што се гледа на тоа како слабо, но постои еден друг мит. А тоа е дека ако жената ја сподели својата траума или ако признае дека нешто е било тешко, мачно во тој период, кое што понатамо, ако не го уважи, може да донесе до поспородилна анксиозност, поспородилна депресија. Затоа го ги носам како момент каде што се случува, потешкотија да се поврза со детето. Животот почнува таму, животот почнува во родилиште, се што се случува понатаму почнува со мајката. И јас стално викам, ако сакаме здраво општество, мора да имаме здрави мајки. Точка. Затоа што 90% нели од случаевите мајката го чува детето. Митот е дека мајката, ако ја уважи траумата, не е благодарна што има дете. И многу жени ова го носат како ја не можам да зборувам, а па сега добро битно е да е жива. Да, нормално дека е битно е да е жива здрава, ама и ти си битна да имаш право да кажеш што ти се случило, што ти е тешко и да побараш поддршка. Не секогаш поддршката мора да е стручна. Тука може да е поддршката семејството пошироко, најмногу таткото и сопругот ако е присутен, партнерот, мислам, нели, може да бидат пријателите и секако да се отвориме за поддршка кога навистина не можеме сами, кога не може во тој круг, ако таму не сум слушната, но има форуми, има жени кои што го поминале истото, има групи на мајки и нормално стручните лица. Јас не знам, јас тука мислам чисто сакам да те прашам многу повеќе да зборуваш. Затоа што мислам дека и токму во доењето, нели, во понатаму периодот што колку е важна поддршката од страната. Не за да му даде, нели, дојка, меѓутоа за да ја поддржи мајката да може да го прави она што го прави. Точно, Елена, како што зборуваше, вака само се тедам и не само и од лично искуство, меѓутоа и да го тргнам личното искуство, еве, така како професионалец да не отсликуваш само лични искуства, од искуството на сите семејства, пошто јас навистина, нели, она што го работаме баш токму во особено, најчесто работам со клиенти кои што имаат мака во првите месец дена со доењето. Значи, таа е сликата што ја гледам во тој момент и она што можам да го забележам и што најчесто го гледам. Ако јас на советување за доање имам мајка која што ми вика, може ли да го закажеме, вика подоцна, пошто партнерот сака да е тука. Значи, кај што имам партнер што седи, вика, аха, вака, а не, овој пат се пумпаше, сети се, вака беше, значи, вклучен партнер. И тука, например, јас гледам и можам со таа мајка, со тоа семејство, затоа викам, јас не работам со мајката, со семејството. Тука, значи, ја прашувам како помина на породување, како се чувствуваш, ако гледам дека отворено зборува за се, знам дека, и, например, се гледа, се чувствува дека ако отворено зборувала, едноставно не е толку ќе каже, тешко беше, ама знаеш како, јасно ми е, вака поминав, и особено па партнери, некојаш кој ќе видам целите, многу беше тешко, многу беше вака, а лалда е, значи, секогаш ќе ми стои во глава и тука ме носи токму следниот муабет. Инволвираноста на партнерот во целиот процес, не само, значи, за време на бременост, нели ќе се сликаме со... Сега, не дека е тоа лоша работа, не ќе да ме сватите погрешно, меѓутоа, знаете како е супер, ќе се сликаме со чорапчиња како to be семејство, а после во на најлошото што викаме, мајката сама е во болница. Мајката е сама дома скрос осамена и сите работи сама треба да ги врши. Многу често има и семејства каде што
мајката заради тоа чувствува некаков презир, чувствува, значи, нели, секакви непријатни моменти, ама не си дозволува да ги чувствува, не си дозволува да ги каже, заради тоа што смета дека не треба да ги има. Токму заради недостатокот на поддршката. Или мајндсет на партнерот дека секоја жена родила е добро, ти ќе родиш и тоа е тоа. Не знам, некако, пример, ако жената рече не ми беше убаво, не знам, не ми беше пријатно, страшно ми беше, вака ми беше, ништо не ти е. Нештото девалвирање на нешто, тоа што викаш буквално земање на траумата множење со нула. А се почнува тој микромомент, затоа што се почнува од нашето микросемејство, па после тоа нели ги отвараме вратите ширум на едно пошироко ниво. Микросемејство во смисла колку е партнерот инволвиран, колку мајката може со партнерот слободно да разговара, да биде сослушана и да биде сватена. Тука ќе напоменам само едно од предавањата што го имавме со Николина, каде што знаеш има неколку такви моменти во животот кога нели онака си кажеш стварно. И тоа беше на момент кога Николина кажа за породувањето и рече замислете, демек, плацентата каде што ви стоела кога ќе излезе, тоа е вика волкава рана колку вашата шака, вика што ви е на матката и не заздравува одма. И треба време, вика, да заздрави. Вие се одите дома и вика таа рана е уште тука и вие уште крварите секојдневно од таа рана, матката уште се контрахира. Вика, да ви беше таа рана надвор и видлива, никој немаш од вас да бара или да очекува, ајде бе, можеш да станеш да прошеташ, ајде, ништо не ти е, сите родиле, туку сите ќе беа забезекнати, нели онака, туку, ама да беше видлива, али пошто е внатре, пошто никој не гледа, така, демек ајде се можеш, не е проблем. Ворете да се каже, нели, не можам и проблемот е, кои се реалните очекувања за после, значи, цела моја литература што кажува Елена, кажува, мајката доаѓа дома, мајката легнува и лежи. И бебето лежи до неа. И што се случува? Значи, само се лежи. Се дава една физичка и психичка оддишка на мајката, да едноставно прво телото да се соочи, да се освести ни што се поминало, мајката да се освести ни што се поминало, и полека откако ќе го освести да почне и соочување доколку е потребно, така, да се соочам со што било, да го обработам, да го преработам и да си го земам со себе на начин на кој што јас можам да го носам без да ми тежи. Тоа е цел тој процес. И тие 40 дена, што ќе бидам брутално искрена, ќе кажам прв пат кога се породив, тоа беше пред скоро 9 години, релативно долго време, нели она модерното, јас дори самата како родилка си викав, како не сега, нели, не знам, зошто да мора, не знам, 40 дена, сега бабини, деветини, меѓутоа, понатаму се истражување до што дојдов. Значи, да, има некои работи кои што не мора по секоја цена да се прават во тие 40 дена. Меѓутоа, зошто викаме 40 дена? Затоа што тоа е прилика времето кога медицински се докажало, прво и дека лактацијата од прилика се воспоставува. Второ, дека телото од прилика веќе се враќа во нормала, хормоните исто се земаат некаков баланс. Значи, тоа е едно време каде што ние, ако се чувствуваме добро, не значи дека мора, не знам, да лежиме. Меѓутоа, тие денови, ако не се чувствуваме добро, пак под притисок на општеството не треба, едноставно, види, таа излезе на 10 дена да шета, мора и јас да излезам. А живееме во едно такво општество, да бидеме реални, каде што уште толку мислам вака како траумата гори, вака само бензинче се додава, значи масленце се додава на огнот, да ги симнеш тите кила кои што ги имаш од породувањето, да изгледаш веднаш на прекрасна. Да вежбаш на 3 дена и тоа се зборува и тоа се величи. Во ред што се зборува и величи. Има жени кои што можат. Има жени кои што се физички поподготвени, поподдржани XXX, ама има жени кои што не можат и наше да не ги осудиме. Јас ова како стручно лице го нагласувам. Зошто? Затоа што таа жена кога не може и кога ти и пласираш нешто кај што не знам се качила на врв на водно, а после 5 дена породување, мислам, онака нели одам во некој екстрем, не познам таква жена, ама има, сигурно има, мислам има жени што мора да се вратат на работа после неколку дена, мора. И таа жена мора да се склопи, мора едноставно да ги десензитизира болките, ама не значи дека тоа е природно. Затоа викам, тоа што го нормализираме, тоа што го правиме нормално, не значи дека е природно. Ако го одиме против природата, губиме.
Секој кој што оди против природата губи. И фала Богу, јас и ти го збориме пред 3 години, мислам дека многу зборуваме за бебето, за важноста на поврзаноста, за мајката и така натаму. Фала Богу дојде Габор Мате. Мислам стана познат, извини, Габор Мате, не дека дошол човекот многу се прошири за да може пошироката јавност да го гледа како експерт, нели, и да го види како аха, добар човеков добро зборувал, затоа што мислам дека некаде, еве, и поодамно што пред 3 години, или често и тие што не слушале и што не следеле, јас често зборувам, значи многу е неприродно тоа што мажот и жената пробуваат да имаат еднаквост. Тие треба да имаат рамноправност, а не еднаквост, затоа што не се еднакви. И тука доаѓа оној момент каде што и жената не може да застане во функција и во улога на жена и на мајка и на што е мојата задача, а мажот, партнерот, сопругот без разлика, да застане во улога на партнер кој што ја поддржува мајката, нели, која што да речеме во тој момент има одредени работи кои што ги прави, кои што не се еднакви со неговите. Значи мажот не раѓа, не може да роди. Тој друг тип на поддршка дава. Исто како што мажот не дои, не може да дои. Друг тип на поддршка дава. И тука мислам дека многу, не знам, мислам дека и многу се зборува за ова каде што се губи природата на жената. А што се случува кога се губи природата на жената? Жената нема самодоверба во своето тело. Жената не е назад во своето тело. Еве, јас секогаш подложам, и што бидејќи сум гешталт психотерапевт, и во гешталт психотерапијата често даваме од контратрансфер, тоа го викаме, од нешто кое што веќе ни е обработено, меѓутоа е лично искуство, даваме поддршка на другите. Затоа што многу често, токму од нашата поддршка, од она што сме го поминале, многу знае да е позитивно и да е охрабрувачко за другата страна која што го слуша. Секако доколку е освестено, кога е неосвестено станува проблем. Мислам, тогаш е во функција на проекција и така натаму. Меѓутоа, во некако, мислам дека е многу важно да се зборува ова и веќе често ми доаѓа едно друго искуство, а тоа е во чинот на моето прво поредување, докторот ми рече, ама ти не знаеш да дишиш. Сега бев преплавена, бев преплашена. Јас бев, нели, во тој момент и сега си одам со моментот, јас сум стручно лице. Значи, одам во моментот, сум се едуцирала, сум работела на себе, сум била подкрепена. Мислам, тука чисто сакам само да донесам дека едукацијата не значи нужна превенција. Тоа ми е некако и поддршката за жените, бидејќи многу често жени кои што еве да речеме ќе се високо интелектуални или слично, уште повеќе стравуваат да се отворат за оваа травма, затоа што поучеле, се подготвувале, се спремале, па како сега она. Дури и докторки имавме, јас и ти, нели на првата, баш имавме една докторка која што сподели колку негативни искуства имала, колку травматични искуства имала самата докторка. И како, нели, не знам дали памтиш, што беше првата година. И јас знам во моментот, мислам, се смеја, да, не знам да дишам, фала ти што на сред порадување ми кажеш дека сум анксиозна и дека нели не сум во контакт со моето тело, меѓутоа во тој момент тоа не е нешто што ја можам да го сменам. Во тој момент ми треба поддршка како јас да се вратам во моето тело, нели? Целта паника, целото губење и како ја можам да дишам така што ќе го поддржам процесот на порадување. И ова е нешто што мислам дека може да е многу од помош. Еве доколку не слушаат стручни лица или доколку слушаат еве жени кои што се наоѓаат, нели, двете поларности, ги двете страни, да не стравуваат од една страна ако многу се едуцирале, што не значи дека едукацијата не е од огромна помош, меѓутоа не е еднакво на превенција. И ова го споделувам затоа што имам многу искуства кои што многу се едуцираат, многу прават и се случува уште поголем шок и уште поголема травма, бидејќи доаѓаат едуцирани, подготвени, сакаат да родат природно, сакаат да родат на максимум, да кажам, природен еден начин кој што е многу убав и здрав, меѓутоа се случува нешто неочекувано, да мора да се случи пример нека интервенција типот на царски рез, да се случи, не дај Боже, се случува. Мислам, има такви ситуации и тие жени запаѓаат во надлабока травма и јас тука чисто би те некако поттикнала да го споделиш моментот како поларноста на доењето, како може травмата да го попречи доењето, а од друга страна како може да го помогне лекувањето на травмата. Нели овој момент на окситоцинот и како и бебето се грижи за мама. Тоа е навистина како што кажа, доењето нели еден процес кој што природно треба да следи веднаш после породувањето и тоа е на едно да речам хормонско ниво и објаснето зошто сето тоа се случува така. Значи од стручен аспект има логика зошто сето тоа се случува, иако од најнестручен и лаички аспект е па да, бебето треба да цица и треба да почне да продолжи тој животот надвор од матката, да почне со адаптацијата. Меѓутоа, самото доење сепак не е само готово ќе се нахрани и завршува работата и тука мислам дека ние имаме најголем проблем, нели, кога
едноставно го, да речам, го банализираме и го сведуваме само на да се најде бебето и крај. И секој пат кога викам секој кој што има такво мислење за доењето, има многу погрешни очекувања за тоа што се е како врска. И бидејќи се работи за една подлабока врска, каде што ти тоа можеш многу поборо да го објасниш, каде што има допир, има контакт, особено луѓе кои што би имале физичка, доживеле физичка травма, можеби контакт, допир не им е нешто што им е веднаш толку пријатно на некое сензорно ниво, зборам тактилно ниво, допири не им се пријатни. Например, и сопема друга тема, скрос непланирана, например, во доењето многу сме предпазливи, пример со жени кои што може би имале некакво, нели, сексуално злоставување, некаква таква травма. Тоа доењето може да биде тригер, и ако нема никаква врска, значи си го родиле детето и они не сакаат да биде тоа. Меѓутоа, сакам да кажам дека има многу поголема позадина на сето тоа. Меѓутоа, се многу зависи од тоа во која состојба сме после породувањето, дали траумата ја пикаме по чергиче, што викаме, ќе оставиме само да расте и после тоа се одразува не сакајки на доењето, на односот со партнерот, а се одразува, значи се одразува на нашиот однос со околината и ние само со време можеби ќе научиме некако да се справиме, да не ја покажуваме толку, меѓутоа еве како што гледате во приказните, најнаш викаат, ете гледате, демек еве не знаев дека и после толку време, викова беше пред 3 години и сега тек започнав да работам со психолог, затоа што веќе гледам дека не можам. Значи, кога ќе скриеме траумат под чергиче, таа стои и во некој моменти ќе има тригери, ќе порасне малце, па пак ќе ја собереме, ќе порасне, ама е тука. Значи, тоа е нешто со кое што ние не сме го обработиле, не сме го соочиле и ќе си остане. Не сме го свестиле, можеби ни воопшто дека е тука. Доењето во тие ситуации многу зависи како ние. Има семејства кои што, например, толку се, да кажам, мајки толку се од породувањето, нели, да кажам, уште во шок, каде што зависи кој шокот ќе речам. Со доењето, ако шокот бил малку во друга насока, значи со доењето може да се незаинтересирани, да не ги следат потребите на бебето, да не може да сватат нели точно што како му треба. Има мајки кои што, например, ако шокот бил како што напомена, ќе си го угушиш бебето и нели некоја травма доживеале, па морале можеби нитен царски рез, нели такви моменти да се имаат случајно, тогаш, значи во таа ситуација па ќе бидат overprotective. Како е бебето? Дали е добро тука, например, има дохранување, јас му дав адаптирано, не знам дали е најадено, јас не можам нели не можам да поднесам да мислам дека моето бебе гладува, дека јас сум крива. Значи, цело време тука викаме вината ја имаме. Ако имало дури најмал guilt trip на породувањето, тука имаме вината, која што прави огромен притисок врз мајката. Ама не е само за доењето, туку нели ќе се одрази на се, дали е добро облечено, кој го држи, некој ако го држи знае, например, да го посака повторно назад, што се многу нормални, значи не го зборувам ова за ниту една жена да рече, леле, мене ми беше вака и да се препознае, туку едноставно да знае дека е нормално. Тоа се нормални моменти на кои што нели на некој начин нашето тело реагира и се справува со тоа низ кое што поминало. Меѓутоа, имаме ситуација особено каде што, значи пак ќе речам, палетата е многу широка. Мајки кои што, пример, после породување, дали од траумата, она кога концентрацијата е на самиот чин на породување и кога треба тоа да го освестат, и пример исто ми има пријавено, јас го гледав бебето, ама јас не го чувствував како свое. Значи, и тоа исто е една од многуте реакции кои што сепак ги сметаме за релативно нормални веднаш после породувањето, значи го гледаме. Има мајки кои што само гледат и се на седмо небо, што викаме, не знаат што им се случува вака само гледат и не можат ни да реагираат, среќа, тага, збунетост, значи буквално не се тука, што викам. Има некои кои што едноставно гледат и викаат, јас ова не можам да го процесирам се уште. И тоа не треба да не плаши, меѓутоа кај мајки кои што пак, како што напомена ти, таа травма за време на породувањето може после тоа да се преклика и во анксиозност или депресија. Во тие ситуации, значи имаме голема дисконектираност со бебето. Значи, јас мислам дека дури и со себе, со бебето, со партнерот, со околината, значи, буквално имаме голем детечмент од се што се случува. И затоа на што викаме, јас мајка која ќе ми рече, јас си плачам и си го гушкам и вака, тука не ми е мене толку знешена паника, леле, најверојатно мајка ти ме туку напротив, мајка која што ќе ми рече, некако помина 3-4 недели, ама
Јас не се чувствувам окей, јас не чувствувам поврзаност, јас не чувствувам нешто. Значи, и во тие моменти, например, да, доењето е важно, меѓутоа па и не има, нели, до толку не доаѓа дека не ми е гајле за моето бебе, туку едноставно, тука пак бодрењето би ми било ве молам зборувајте поотворено, затоа што не е тоа дека сте вие виновни, значи зборувајте поотворено на темата, заради тоа што ова се, да речем, се ситуации кои што може да се случат и кои што треба да се адресираат што побрзо. Да. Меѓутоа, пред најмногу ова многу да мора да се нормализира. Значи ова многу мора да се нормализира, дека не се тие виновни. Сакам акцент тука чисто да ставам, затоа што во нашето општество во Македонија се критикуваат. Ја затоа го снимив тој лайв за постпорадилна депресија каде што мајка се самоуби кај нас на ГАК и сите во коментари ја поплакуваа. Значи, кој знае што се случило во моментот, во чинот на порадување, може имала Итан Царски, не знам, не знам што беше ситуацијата, не ја истражив. Чисто само да го има моментот да се нормализира кажување на она што во моментот го чувствувам, да се нормализира на ниво на општество, за да можат мајките нели да го имаат тој момент да споделат, затоа што може и да губиме живот. И сега јас одам во екстремат, ама тоа е нешто што се случи кај нас во Македонија, каде што буквално никој не ја валидира, нели, оној моментот на чека малку, на жена ви требала поддршка, се случило, сгрешивме, никој не ќе да сгреши, боже мој. Никој не ќе да сгреши, нели? Меѓутоа, дај да зајакнеме, да видиме што можеме да направиме за да нема веќе нешто такво во иднина, нели? Не може да го вратиме времето, ама кај се случи пропустот? Ако ништо друго не било на држава, не само на Точно, тука ме враќаш и на оние моменти во приказните кои што и многу често ги имавме, кои што се пандан на некои такви невкусни коментари. Во смисла, баш сега последно, нели, од приказните што ги имавме, ти сакаше, не знам, а што мислеше ти ќе се пораѓаш како царица, а се дереш ко магарица, нешто така беше, значи мислам, например, тие моменти ми се се уште толку непотребни, заради тоа што не сме да излезат од устата на некој човек кој што е пак веројатно академски граѓанин, има значи некоја академска титула или нешто така, и во функција на поддршка. Ние се таму во функција на поддршка, да не требала поддршка, немало да се порадуваме во болница. Немало да се порадуваме со други луѓе, сето тоа све сами ке сме го правеле. Значи порано да, имало порадување дома и фала Богу има се уште порадување дома во светот, нема кај нас, не знам зошто. Океј, ние сме многу назад за многу работи како држава, за жал, ама еве, одиме напред, полека се подобрува, подобри се приказните оваа година. Тоа многу ме радува, меѓутоа и кога е дома порадувањето повторно е со стручни лица, повторно е со дула, повторно е со доктор, повторно е со, нели, има луѓе кои што се околу тебе, значи тоа не е чин кој што треба да го правиме сами. Ние не сме индивидуално, нели, општество, не живееме сами, ние живееме во колектив, имаме многу поддршка, треба да имаме многу поддршка, повторно ќе нагласам, да, порано можеби помалку имало, нели, не знам, XXX, иако не знаеме дали имало помалку, порано ги носеле на бајачи, затоа што мислеле дека се урочени или обседнати од духови или не знам си што таму. Меѓутоа, ако ништо друго, порано имало 5-6 тетки, ја трвата, другата ја трва, свекрвата, сестрата на свекрвата и не знам кој што ќе се околу и ќе ја поддржуваат мајката и жената, и она е потребно цело село за да ја поддржи мајката. Порано имало село, сега нема за жал, затоа што сега кога се породи жената, оди сама дома во стан и не премуваме ни со комшивките што се викаат, пример сопругата на работа, она е на породилна, е сама дома и она, не знам, мајка е во друг град, она дошла, нели, мислам, тие се приказните се или би така натаму, или мајка е во аеродром, она е во Ѓорче, не е важно, не е толку блиску, и она е сама. И она е сама, изгубена со 300 хормонални промени, со доста травматски искуства и така натаму, и некако целото тоа општество кога не се нормализира зборување за тоа колку е тешко, колку е потребна помош, колку не може сама, знаете како ние можеме многу работи да направиме, ама не мораме. Мислам дека ова е многу важно, не мораме да ги правиме работите сами. Не зборувам во функција на викање на стручни лица, напротив, зборувам дека во функција на ајде нека дојде таткото да помогне, ајде нека дојде бабата да помогне, ајде дека дојде некој мене да ми помогне, ајде се охрабрам да барам. Елена, едно тука ќе те прекинам, знаеш како, сепак ние сме во едно такво општество каде што нели сепак секој има некаква потреба да каже за некој друг и некако мислам, сепак ќе кажам, ова е многу мое лично мислење, би се оградила тука, не се повикувам на никаква стручна литература, меѓутоа мислам дека ние како општество генерално сме релативно многу незадоволни индивидуи, можеби со нашето секојдневие и со што и да е, и имаме таа потреба, стварно, многу ќе бидам искрен, имаме потребата да се споредуваме со другите и да наоѓаме што кој другите не чини за да се почувствуваме подобро. И тоа е нешто кое што мора да го надраснеме ако сакаме да бидеме здрави, нормални индивидуи.
И мислам, сигурно си била, нели, барем еднаш сведок на ситуација, ако побараш помош, некоја мајка бара помош и секојаш ќе се најде некој кој што ќе рече, не може сама, сите ги бркаат работите. Ме разбираш, или па, ако седиш тама и ако се бориш и не ти е ментално окей, нема врска, важно што херој си, на никој ни тогаш не му е гајле. Значи, никој нема да рече, леле, браво, ти успе, не, напротив. Така што, знаеш како, пак ќе кажам, ние мора малку и мајндсетот да го смениме, а токму ќе го смениме со тоа што е вака. Се надевам дека ќе бидеме гласни, многу убаво го рече тоа вака, не знам, допре до мене кога рече, ние можеме многу да направиме, ама дали треба? Стварно, дали мора по секоја цена да се направат сите работи? И уште едно нешто сакам да го донесам, а тоа е, може ке делува банално и смешно, меѓутоа, ако затвориме очи и размислиме, ние како човештво, колку долго време живееме во еден ваков модернизиран свет, а колку долго време постоиме како луѓе. И значи сега, ако е ова нашето постоење, ние кажеме колку сме вака, значи ова модерно, западно, не знам како општество, туку многу голем дел ние сме луѓе кои што живееле во огромни заедници, луѓе кои што живееле, не знам, во пештери, во не знам што, значи и како сме биле организирани, тој што може да лови, тој што може да копа, таа што раѓа седи и сите што имаат родено, што имаат искуство, доаѓаат и помагаат, значи за се што и треба. И ова е уште еден момент што исто ми го донесе, и ова многу често, значи со тебе го зборуваме, и ме радува што зборуваме, тоа е, имаше баш сега и уште еден рил што го погледнав, ми се допадна, дека секој пат кога го спушташ бебето, плаче. А кога е на тебе, спие и е супер. И пак пробаш да го спушташ, плаче. Да, не е дека ти не си добра мајка, не е дека не те бива, тоа е затоа што го гушна 3 пати и сега се навикни да манипулира. Не, значи тоа е, тоа е едно огромно време кога не сме имале вака типични станови, секојаш може да дојде, не знам, некој сајбер тут да ти го лапне детето. Значи, реално, бебињата наши не се раѓаат, што викам, комплетно зрели, имаат потреба од екстерна гестација. Таа се случува на телото на мајката, се случува каде што нашето бебе се чувствува сигурно. Затоа што не се способни, друго е ќе се родат мачиња така и прогледуваат за 2-3 недели, одат, заби им растат. Значи можат веќе за 2 недели 3 да јадат, нашите деца не можат, им треба многу повеќе време. Грижа. Ама дури и мачињата во тие 3 недели, да, секој цицач има различен временски период кога се одделува. Меѓутоа дури и мачката, кога маченцето сака да цица и плаче или треба таа поддршка да се нушне во неа, мачката оди и го прави тоа. Мачката не оди наспроти својот инстинкт. Додека луѓето, капитализмот најмногу, веројатно тука игра улога, меѓутоа јас би рекла и разумот кој што нормализира работи кои што не се природни, луѓето се најверојатно единствениот цицач на планетата кој што нема да се го слуша своето тело, моментот, туку ќе му речеш, знаеш што, мајка, ти спи си, бебево нека си плаче. Нека се исплаш, ништо не се секире, пилите друга ќе му порака. Ја не одам во екстрем. Така, бебето ќе се научи, тоа многу стручни лица го носат и го зборуваат дека што поголема зависност во почетокот на животот, толку поголема независност. И замисли што се случува на таа мајка, значи не се ајде на бебево, каде што му викаш емоциите не се валени, плачеш си, никој не е тука за тебе, па после се чудиме нарцисоидноста пораснала, да, затоа што во момент кога сваќам дека нема кој да се грижи за мене, морам само ја да се грижам за себе, нели? Што пред тоа бебе, мислам сега не е баш вака, меѓутоа, мислам тоа е нешто што се случува во мозокот, а таа мајка се учи дека треба да не го следи својот инстинкт. Ајде не мора да инстинкт, интуиција, бидејќи луѓето немаат инстинкти, имаат мотиви, меѓутоа да не ги следи своите мотиви, да не е во склад со себе, да не е во склад со своето тело, автоматски паѓа само до вербата и вика во ред, јас ќе се наслонам и ќе слушам некој си таму што ми кажал, наместо да си го слушам своето јас. Сега, постои поддршка за мајката која што е ужасно ненаспана и треба да се наспие. Партнерот, бабата, стручно лице, поширокото семејство, каде што може да има, јас морам да спијам, така,
ама еве таткото ќе го држи тој час бебето додека плаче, или он ќе го прошета, или некој друг ќе дојде на помош. Мислам, не збориме нели во екстремот дека мајката треба да пати, затоа што кога мајката оди контра својата интуиција, тогаш дополнително запаѓа во постпородилна депресија. И тогаш се случува оној момент на бегање од природата, бегање од она што е здраво, бегање од нашите деца и некако целото семејство, фактички се оно што е природно се руши. Секако постојат мајки кои што мора да работат, постојат икс ситуации, меѓутоа тие се, фала Богу, помалку бројни. И тогаш постои поддршка. Чисто сакам тука некако да споделам што кога се соочуваме со постпородилна траума или било што кое што понатаму или самата траума придонела да се случи нешто во овој период. Многу помагаат прво свесноста. Втора негде и го споделив тоа да се зборува многу за тоа, значи да постои еден процес на вентилирање. Дури тоа се случува и на психотерапија, каде што да речеме многу пати десетина средби не дека нешто кој знае што се работи, туку клиентот вентилира. Односно, ние го викаме тоа вентилира, клиентот зборува, многу зборува, вади се оно кое што го притискал, за да дојде во еден момент каде што понатаму може да го обработи и знаеш, она некако да ја смени формата и да го стави во некој кутивче каде што нема веќе толку многу да боли. Затоа што траумата е рана во превод и тоа е нешто кое што може и да крвари, може веќе засирено, меѓутоа секако постои, тука е видливо. И оно што претходно го кажат исто потискнување, тоа ја морам да споделам дека се во природата има право да постои. Никој нема право нешто да негира. А што се случува кога го негираме? Расте. Тоа е исто како она ти плачеш или ти си нервозна и некој ти вика не смееш да плачеш и да си нервозна. Секој веројатно се нашол во тој момент и само сетете се што се случува. Престанува нервозата во тој момент или уште толку деле на бесот расте и не можеш да се справиш. Како? Значи ти ми го негираш, нели оно што јас го чувствувам. Буквално оној газлайтинг што го зборуваме или каде што некако сами ние често тоа се го правиме. Значи се има право на постоење. Ако го негираме, уште толку расте. И постпородилната траума може да ја забележите како многу симптоми кои што се слични со било кои други симптоми на стрес, емоционална отуѓеност, неможност да се поврзете со детето, избегнувачко однесување, постпородилната депресија, анксиозност што ги споделив, кој што може да се тригерира сам токму од постпородилната од породилната траума. Може да се случат некои симптоми како физички некои сензации, симптоми, избегнување на некои одредени тригери, избегнување на партнерот, семејството, отуѓување од себе и така натаму. И затоа вентилирање, односно многу зборување за тоа што се случило, доколку не можете сами или имате потреба или имате и можност, нели, да побарате, правете го тоа секогаш со стручна поддршка, затоа што патот е доста побрз, но тука исто така помагаат одредени ритуали. Тоа може да се бидат ритуали по ваша желба, значи сите сме си индивидуални, сите сме си различни, меѓутоа ритуалите знам да поддржуваат и да помагаат и секако холистичкиот пристап, односно некако активирање на телото, а не само на мислите и на психата, е нешто кое што за траумата многу помага и олеснува. Значи, како со секоја друга траума, така и со ова е процес. Ова е нешто кое што кај секој различно може да работи и да функционира. Само Наташа, јас би сакала да споделиш, знаеш, мислам дека е тоа многу важно, за да нема вина и кај жените, дека постојат жени кои што не може да дојат. Да, тоа сакав има на сега за доењето да кажам. Ако може чисто за еден момент. Споделување, да, кога кажат ти споделување со тоа што се случува. Многу често не секој, тоест во моето секојдневие, нажалост, многу често гледаме траума од може имало некоја ситна траума од породувањето, така, нели, да речам тој момент, меѓутоа и после мајката кога сака да се искупи, нели, со доењето, и некако кога и во тоа не успева, има, да речам, потешкоти, а породувањето е пак ден-два, нели, ќе помине. Тука со доењето си пуште посам, не си веќе ни во болница, дома си оставен сам, не знаеш што правиш, како правиш, и сум имала семејство каде што доењето им било многу поголема траума од породувањето, значи им било навистина огромен стрес им представувало, а не сакале да се откажат, особено тоа го забележувам, може нема врска, може мене, не знам, така само ми личи, меѓутоа многу често го забележувам кај мајки кои што пример еве
сакале да речем да се породат природно, па завршиле на царски рез и се така малку разочарани и знаеш како во смисла уште се немаат соочено со се што се случува и викаат бе, пошто јас секогаш прашувам кога работам со семејство морам да прашам за породувањето бидејќи доењето иако се чудат многу луѓе, да, ама доењето е многу поврзано со самото породување. Значи Ама јас породувањето може прашам да има не само за доење. Сите прашуваат, сите стручни лица, значи еве и логопеди, да, дефектолози така натаму прашуваат за чинот на породување, што се случувало со мајката и јас многу често прашам како сте родени. да, Дали ја знаете приказната како за да и вашето ние, раѓање? да. Така, Да. значи тука почнува животот. Тоа е тоа, знаеш, нема бегање Да. од тоа. И многу често пример, знаеш, ќе добиам како одговор, па сакав природно, ама ете, не успеав уште, демек ми стои, ама што да правам? Знаеш, така некако ги осеќаш дека имаат нешто и значи не е нека огромна травма, меѓутоа има нешто што ги им тежи едноставно и после тој кај барем нели сега ќе се го доам детето, знаеш, барем едно нешто ќе направам добро за него, сега мислам не им ставам зборови во устата, туку карикирам, значи одам во крајности, ама веројатно се чувствуваат ако не успеав да те родам природно како што сакав, сега нели вака и сега и со ова не успевам. И многу често доењето знае да е тригер, особено ако има нешто такво. Значи, ако има нешто кое што тлее, кое што гори, кое што во позадина не го гледаме, ама е тука, дури ако не сме свесни, доењето, ако има предизвик со доењето, знае да е огромен тригер. Значи, буквално нешто викаме да делува како масло во оган и едноставно само да буфне. Многу често затоа и, например, баш барав и статистики, најдов до некоја статистика дека и 65% после, значи, сите постпородилни депресии кои што се детектирани како клиничка состојба, мајките навеле причина неуспех со доењето. Не верувам дека е само тоа, иако може голем дел да е само тоа, затоа што стварно знае да иако многу луѓе на почетокот пред породување, вклучувајќи и мене, еве тука ќе видам отворено, некако си имав став е добро, да, ако не доам, не доам, ако дојам, супер, знаеш, онака демек модерно општество, имам варијанти, нема што да се секирам, нема бебето да ми изгладни. Меѓутоа, најнаш мора да бидеме многу свесни дека после раѓање не се раѓа само нашето бебе, туку се раѓа и мајката. Меѓутоа, мајката се раѓа исто толку неискусна и несвесна за себе, колку што и тоа бебе што ќе се роди. И затоа викам, во тој момент кога ние се раѓаме, особено за првиот пат, и се раѓаме исто со нула познавање за тоа како да сме мајка. И од тука полека со секој ден дишиме и растеме и ние со нашето бебе. И тоа ќе трае секогаш. Значи тоа е затоа викам мајка за мене, секогаш се запрекавам, ама стварно го мислам, тоа не е именка. Значи мајка за мене веќе не е во функција на именка. Мајка едноставно е како глагол. Дејство, цело време мајка си, шопреш, правиш нешто, растеш, размислуваш како и секогаш има нешто што е ново и секогаш ќе биде ново зашто никогаш не сум мајка на 2-годишно дете, после никогаш не сум била мајка на 3-годишно дете и дури кога ќе си речеш супер, сега се знам, доаѓа второто дете, ти маваш лаканици, ти јас сум друго дете. Јас сум сосема различно. Да, чекај сега да видиш, значи не, ти мислиш дека ако едно дете изгледа дека си мајка, универзално и сите деца можеш да ги гледаш, не ти си мајка, си научила како си мајка на тоа дете. И значи зачека под мајка има една цела позадина од емоции, од празнина што треба да ја пополниме, што полека ја учиме, никош нема скроз да ја пополниме. И наеднаш има некој став, ако не дам, окей, никому ништо. Наеднаш почнеш да кажеш, не, мене ова ми значи. Магично, преку ног, мене ова ми значи многу. И многу често сум била отворена со некои мајки, после откако сме надминале работи, сме знаеле да продискутираме и дури знаеле да речат, јас веројатно кога го мислев тоа, сметав дека нема да имам проблем. Значи го кажува во смисла, па ако имам проблем никому ништо, ма сметав, знаеш, потоа си викав, не бе, сигурно мене ќе ми успее. И знаеш, тој момент кој што после ако се соочиме со проблем и уште толку го продлабочува тој момент и самото доење истовремено, како што го кажа, ти може да биде исцелителен момент со бебето. Значи буквално соочување со травма, кај многу мајки па кои што некако успеале, кои што па никош не ме побарале или сме стапиле за друго во контакт, знаеле па на пример да ми раскажат и ваква приказна. Не успеав да го родам природно, завршив за царски, али среќа демек после соодењето некако се не успеа и така некако демек се поврзавме. И најнаш чувствуваш дека за нив доењето пак било нели оној исцелителен момент, целиот тој пошто доењето како што реков бара од нас огромен контакт. Бара од нас многу допир, многу топлина
се лачи на хормонално ниво, се лачи кај мајката окситоцин, кај бебето окситоцин и се случува стварно едно такво убаво поврзување кој што пак речам не само со доењето, мајки кои што не дојат, тоа ги охрабрувам да се гушка, да имат на скин то скин, контакт кожа на кожа, дури кога хранат со шиш или со било кој друг метод, значи да има контакт, да има поврзаност. Не само мајки, тоа ти преска што го кажа, во смисла мајката да одмори, земете го бебето, јас би рекла, контакт кожа на кожа кој топло време, тоа е еден слинкет намараме со татко, баба, партнер, со кој да е, бебето така ќе спие, мајката ќе се одмори, нели, одвоена и од бебето. Значи има и тој момент исто така имаше една студија многу интересна, мора да споделам, мерење на нивото на окситоцин кај партнерите кои што имале скин то скин со бебето. И дури се покажало дека е поприлично високо, повисоко од кај сите други партнери, дека имале речи со исто ниво на окситоцин кај жената, која што па и природно се лачи како резултат на породувањето. Што значи кај било кој од нас, тој контакт скин то скин, тоа гушкање, тој допир, едноставно по автоматизам ни носи едно смирување, се смирува дишењето, ни носи поврзаност и понатаму тие партнери, следени нели со текот на времето, се партнери кои што некако поприродно биле поповрзани со детенцето, повеќе биле присутни, некако не знам, може ќе најдат зошто сето, тој ќе го објаснат малце побаво, меѓутоа пак ќе речеме нешто поново заради тоа што ние па сме генерација на detachment parenting, каде што нели бевме, да, треба време. И тоа што ми го напомена ти, што исто сакам да го кажам, беше една, со Елена баш дискутиравме на една тема за доењето и за како траума или траума и дури постпородување и така натаму. Многу често доењето знае да е траума прво заради тоа што и самите почетоци на доењето не се онака како што би требало да бидат, да бидеме искрени. И многу често имаме проблеми заради тоа. Затоа што се дохранува најчесто и безпотребно, затоа што градите на мајката не се стимулирани така натаму и повеќето од проблемите кои што јас ги среќавам на советување, не само јас, туку и многу луѓе кои што го работат ова што го работам, едноставно е лош старт. Семејствата не знаат дека се работи за лош старт, затоа што сметаат дека за сите е така, дека тоа е тој протокол, меѓутоа тој протокол не е протокол кој што одговара на што навистина им треба на мајката и на бебето. И со текот на времето дошле заради тоа до потешкоти. Меѓутоа, во литературата, а и во секојдневието, има многу мал процент на мајки кои што, кој што голем процент ми го кажуваат немам доволно млеко, е за нив вистина. Меѓутоа, повторно ќе речем, тоа е еден навистина многу мал процент кој што литературата го забележува, каде што веќе имаме генетски фактори, каде што имаме хормонални моменти, може да се случи, затоа често ги прашувам мајките операција на гради, извинете, ако ви е непријатно не мора да ми кажете, меѓутоа дали сте правеле зголемување, редукција, значи сите тие работи мене многу ми значат за да може нели да знам дали има некаков фактор во позадина. И тие мајки, работев се една таква мајка, баш лично имав тука во Германија, ми беше клиентка. Работев со незе и навистина е многу тешко, кога имаше една мајка која што, значи, дои по цел ден, се мози, дохранува, сите гаджети ги има купено, се има направено и едноставно, затоа и кам не секогаш е само породувањето, некогаш и после породувањето, оној момент морам да успеам со дењето, не успева. Е навистина тежок и јас прв пат со незе тогаш, пред година дена беше, се соочив со еден таков случај каде што стварно веќе многу симптоми имаше и пробавме многу работи. И сега како мене ми беше, значи прв пат, пошто знаев уште кога учев во литературата дека веројатно ќе сретнам таква мајка. Меѓутоа прв пат едноставно знаев дека најверојатно е тоа. Со тоа што таа еднаш веќе била на советување претходно пред да дојде кај мене и каде што брутално во фаци рекло ти најверојатно немаш доволно жлезено ткиво и најверојатно нема можеш да дојдеш. Точка. Мегата едноставно чекај како така, од каде, знаеш, како она брутално само кажано и крај. Свето бе веројатно гладно, знаеш, без некој пристап да има. И со не за разговаравме и ме праша. Јас тука и реков, јас не можам да исклучам такво нешто. Јас можам следново да го направам, нели, и правевме планови што да пробаме да видиме. Веќе кога дојдовме го реков следното. Значи, даваш се од себе, нели, се е супер, меѓутоа најверојатно може да се работи. Дури да се работи,
И вака само чекав нејзина реакција дека веќе јас си потврдувам нешто кое што некој само го начнал брутално и го фрлил во лице. И таа само застане, вака само застане, вака само рече: "Фал." И јас бев во шок. Значи, а јас вака се тресам како дека јас ќе го потврдам. Истото и ме боли душата, меѓутоа од неј за тоа бев едно благодарам. И јас дури самата бев во еден даден шок заради тоа што ми рече, знаеш како, прв пат кога ми рекоа дека постои шанса, јас исто ти го реков и тогаш, значи кам додека не пробаме се, никој не може од очи диагноза да ти даде. Значи тоа си стои во литература и тоа беше многу непрофесионално од лактацискиот консултант кој што работел со неј за претходно. Меѓутоа реков, ќе пробаме се што ни дава нам литературата на располагање и ако повторно не успееме нели да го достигнеме она што ти го сакаш, да ќе размислиме на други варијанти што значи нели за тебе. И тоа секогаш им го викам на сите клиенти дека доењето е повеќе врската, близината, алатка, воспитна алатка понатаму, значи се отколку што е само млекото и дека не мора да се откажуваме веднаш нели во првите 6 месеци затоа што може да трае 2 години, не знам и повеќе и да биде едно супер искуство, а ексклузивното е само на почетокот. Сега мајката ми сам си го дои нејзиното години по детенце, кое што и уште вака си се гушка да ти си го дои, веќе си јаде, немлечна дохрана, све си јаде и си е супер. Значи, сакам да кажам, успеавме да ја надминеме таа траума со тоа што само разговаравме, ама седна и зборуваше и на крај само ми рече благодарам, затоа што сега вика, со тебе знам дека јас пробав се и дека не е до мене. И тој момент кога ми го кажа, мене ми стана Елена совршено јасно дека кога ќе застанеш и многу често од овие приказни кои што ги читаме, кога ќе видиш и кога тие жени се уште си носат во себе, јас вака, јас ова, јас она, кога ќе застанеш ќе речеш не е до мене. Боли да, се уште ме боли, ама не е до мене. И тоа издишување од незе, тоа олеснување, тој момент сакам вака, затоа нели го зборуваме на сите да ви го донесам, дека кога е надбор од нашите раце е нешто што многу полесно можеме да го прифатиме. И затоа зборувајте за вашата породилна приказна, затоа што можеби во овој момент вие мислите дека вие сте за нешто, нели? Имаше многу анонимно, ќе кажам дека ми пише една мајка која што ми рече, аз уште не сум спремна да ви пишам приказни, јас ако впиши ќе се олесниш, и ми пиша, се уште не можам, а поминати се 5-6 години, вика се уште не можам да си простам за нешто, не можам и застанав тука, викам добро, значи кога ќе си спремна, тогаш. Меѓутоа сакам да кажам, пробајте заради тоа што нешто што мислите дека можеби вие сте биле криви и да ви било во еден момент така спакувано, можеби не е воопшто така. И затоа тука сме на вонаа граница кај што, например, особено мајки со царски рез се обвинуваат за царскиот рез, затоа што се рекле, ако причекав уште 5 минути, може ке родев како што сакав. И тука јас исто се прашувам дали тоа доаѓа од она, пример што многу често го гледаме дека природното е најдобро и знаеме дека е најдобро. И ама некогаш стварно клинички мора да се заврши на царски рез, затоа што царскиот рез спасува мајки, спасува бебиња. Меѓутоа знаеме дека сме во општество каде што малку нели немаме јасни граници, има една голема сива зона каде што да, легитимно е да се прашаш дали стварно морав да завршам на царски рез. Многу комплексна тема, меѓутоа може да ви помогне, значи максимално, според мене јас само следново би сакала да ви го порачам, не се споредувајте со туги искуства, не дозволувајте тугите искуства да ги пресликувате како ваши, ниту да дозволите туѓото искуство да дава некакво приоритизирање на она што е подобро или дека вие не сте успеале доколку не сте го направиле нештото како што е универзалниот телтип. Значи ве молам избегајте од на пиедестал ставање природно пораѓање без никаква епизиотомија, ниту пукнав, ниту ништо. Бебето се роди одма, го ставив на града, почна веднаш да цице и се течеше магично и волшебно. Значи сакам заедно да го симнеме тоа од пиедестал и едноставно да кажеме не, затоа што јас кога моите породилни приказни ги обработував, преработував, ги размислував, сватив една работа. Без разлика какви се, дали биле некои најсовршени како од бајка или биле не знам вакви такви, застанав и знаеш што сватив, Елена? Сепак тие се само мои. Тие се само мои. И никој не може да ги земи и тие го означуваат денот на кога моите деца дојдаа на овој свет.
И застанав и си реков, дали биле болни, дали биле вакви, дали биле такви, тие се мои и само мои. И ќе пробам да ги прифатам такви какви што се и нема да дозволам нели ми требаше време. Значи да не биде леле Наташа се породи, сега размисли си ја гушна породилната приказна. Не, за согнен пример ми требаше некои работи, ми треба па мислам дека едно добри 3 години за веќе да застанам и да си се насмеам и да ми е се окей. Значи да речам да, сакав да родам природно вториот пат, ама и вториот пат не бидна како што требаше да биде. И уште некогаш вика можеби ако 3 точки, меѓутоа престанав да ги правам сите што би било и да наредам 100.000 варијанти во тој мултиверзум што би било кога би било, тука едноставно застанав и реков без разлика. Мојата приказна беше таква и после тоа течеше така, ама заради тоа течение јас денес вака и вака. Почнав да гледам и малку повеќе, знаеш, кон заради тоа течение јас го направив ова, јас го направив она, јас го земав овој чекор, јас пораснав пак тука, на некое друго место. И често, затоа река, пробајте, значи кога ќе сте во состојба, едноставно го земете нешто и да речете што научив од ова, затоа што ние не учиме само од убавите работи во животот, напротив, значи учиме од предизвиците. Тоа би сакала така да им го донесам, ако ви резонира да си го земете денес ова, ако не ви резонира, оставете го тука, значи не го земете воопшто со себе. Да, и многу е важно ова, Наташа. Јас чисто само тука би додала колку е важно да ние не гледаме црно-бело на работите, да прифатиме дека породувањето и многу работи во нашиот живот не се потполно, комплетно во наша контрола. Ние можеме да се поддржиме, да се едуцираме и така натаму. И да, тука едукацијата, поголемата поддршка, работата на себе и така натаму многу помагаат и во голем дел од случаевите на вистина многу поддржана, меѓутоа од друга страна да останеме свесни дека за многу работи во нашиот живот не сме ние во моментот во контрола или оно што го споделив преска на сред порадување, не можам да работам на контактот со себе во моментот и што се случило и така натаму или анксиозноста, тоа може би отпосле или сум можела претходно или може не сум можела претходно затоа што XXX фактори се случиле врз кои што јас секако сум немала контрола и не можам да имам контрола и некаде да се нормализира па и една друга појава, тоа е желбата на жената, затоа што да, убаво е ако стручните лица може да поддржат една жена која што на пример сака да има царски рез, а не сака да се породи природно, затоа што постои царскиот рез како помош и поддршка и она не верува во своето тело и така натаму, ама не може тоа да се случи додека нели се случува породувањето. Тоа може од вториот месец на бременоста па таа да почне да работи, да се охрабри и така натаму, но ако жената е премногу сплашена, ако жената во тој момент едноставно се закочи и не знае што да прави така натаму, имаше некои такви приказни каде што некако сама знаела дека не е во моментот способна да пушти. Не е важно зошто. Значи, ние не можеме начинот на порадување во моментот додека се породува жената да научиме и да работиме психотерапија, ајде сега она да се опушти да пушта. Не е важно што се случило во нејзиниот живот. Сигурно постои позадина зошто, како што постои жена која што нема проблем да пушти, каде што порадувањето ќе биде баш онака супер, во склад, преубаво, магично, безболно и сам безболно. Не, ме разбираш, безболно во смисло по некако очекувана да е болката. И оно што го сподели сосем е во ред да некоја жена едноставно сака и има барање. И мислам дека и тоа е една друга поларност која што ќе ја донесам и ја носам, како што има жена која што не може да дои, значи не може, така има жена која што не може да роди, не може да пушти да се отвори, иако сака, можеби психички може, физички не може, и има жена која што психички во моментот е толку многу згрчена што едноставно не може да пушти. И тука некако за да не влегувам во друга тема, зошто, што се случува, дали нели постои нешто што е перцепција како предатор кај неа, дали колку е доволно доверба има или нема, мислам тоа е нешто кое што не може да се промени и да се смени во тие неколку часа додека се породува жената, затоа што тоа е многу ранлив период, тоа е многу стресен период и некако тука веројатно она е прифаќање дека да, едукацијата, поддршката, различни курсеви, различни форуми, различни, не знам, подготовки кои што може да ги направи жената, нели поддршка од целото семејство, самата да се поддржи финансиски и нели просторот каде што ќе понатаму живее и така натаму, може многу да помогнат и поддржат, но може и не, затоа што постојат некои ситуации кои што едноставно не може да ги контролираме и затоа е тука важно да стручните лица бидат свесни дека без разлика каква жена стои пред нив или што и да прават, мора да останат во контакт со неа, со таа индивидуа, да гледаат што се случува, да ја следат
како физички, така и психички, бидејќи психичката травма некогаш знае да биде и да остане поголема од физичката. Мислам дека ова мораме некаде да го надминеме. За жал, во нашата држава не сум сретнала психолози или психички поддршки и така натаму, меѓутоа оно кое што може да ги охрабрам жените, кои што ајде би рекла се поподдржани и сметаат дека можат, нели се наоѓаат во таа фаза, не се пред пораѓај, значи не се пред пораѓај, тука едноставно имаат време да се охрабрат да бараат. Затоа што токму овој страв, немоќ и така натаму знаат да одат од една наученост, да не бараме, да не сме многу, да не изводиме, па сега сите помиле така натаму, напротив, да бараат, затоа што најчесто најголемата разлика е она што го кажавме сите во болницата, во истата болница имаш препозитивно искуство и пренегативно искуство. Дел може да се должи на оние неочекувани интервенции кои што може да се случат, дел ја што викам не де Боже да се должи на она да се падне кој ќе бил на смена и така натаму, меѓутоа се тоа е склоп на околности, но дел се должи на внатрешната перцепција на самата жена, колку била во тој момент, нели, ранлива или неранлива, и едноставно некаде мора да прифатиме дека ние имаме право да бараме и не само како жени пред порадување, туку општо. Значи, како луѓе имаме право да бараме, да кажуваме што сакаме, да бидеме отворени за истото, да можеме дури да и настојуваме понекогаш, нели, нешто да добиеме, затоа што на крајот на денот оно што го кажа, предилната приказна е само наша. И еве тоа е некако еве и моето искуство кое што секогаш го споделувам, а тоа е дека разликата меѓу првото и второто, да, мислам второто беше Боже многу подобро, беше во приватна болница, меѓутоа мислам дека најмногу се должеше затоа што јас барав и нели јас ти пишав Наташа, моето дете нема адаптирано капка млеко. Да. Веројатно ако јас не побара во тој момент ќе му дадеа затоа што даваат адаптирано по некој шаблон. Едноставно не знам зашто е тоа така, јас не сум во тие комисии, се надевам дека тоа е нешто кое што ќе се разгледа, малку ќе се размисли и ти беше како што? Стварно нема твоето дете капка адаптирано прво? Да, нема првото. Мислам, јас за првото не можам да заборавам, седам во соба и ги слушам тие сестрите својат, кога е родено? Абе, да не требаше толку да му дадеме, само нека ги наслушам, ама бев некако, знаеш, во тој момент бев на друго место и сега за второто, уште пред да се породам, имате ли некакви, не ме праша, јас мислам дека уште пред да се породам, кажав, слушајте, вака, јас сакам да не му дадете адаптирано, освен ако нешто не се случи со мене. Сигурни се дека така сакате, сигурна сум. Едноставно побарав да бебето биде до мене, биде присутно со мене, дека сакам да се повредам, како што некоја жена може и има право да рече не сакам да со мене, сакам да се одморам, нели не можам да се поврзам се уште. Тука оде моментот на како може општеството, нели дополнително да ја помогне за да се поврзе без да биде тоа. Јас и ти имавме на такво искуство каде што па мајките не знам да си ги чуваат децата, они се вакви, не се такви. Значи, мајките не се никакви, мајките се можеме истравматизирани, има некоја мака во моментот и должност е на стручните лица тука да ја покажат емпатијата, затоа што емпатијата и најмногу лекува, емпатијата сами кон себе што може да си ја дадеме, меѓутоа и на другите луѓе што им ја даваме, а тоа е разбирање дека во тој момент оваа жена има проблем да се поврза со детето и не е моја да ја кажам колку таа неспособна и да ја застрамам и да ја направам вина, да се чувствува виновна, туку едноставно да ја поддржам, да ја задоволам потребата и да ја покажам како може да се поддржи, каде може да побара поддршка. И затоа бев восхитена од онова Германија, каде што ја оставаат кутијата да може да си кажат која е приказната, затоа што тука е една отвореност дека ние никој не сме безгрешни, и дека единствен начин да се подобруваме ако слушаме, и од друга страна некако да прифатиме дека понекогаш навистина не е крив персоналот во моментот, нели? Не направил, меѓутоа не забележал колку поддршка ја потребна на таа жена. Нели не направил ништо во тој момент во смисол нешто негативно или слично, едноставно не забележал затоа што системот е таков како што е. Јас се надевам дека за нашата држава многу повеќе ќе стануваме свесни дека животот почнува во родилиште, дека тука почнува животот и дека е многу важно да почнеме полека да се освестуваме и да бараме, да се охрабруваме, меѓутоа и да ги подобруваме условите, а тоа го правиме сите, затоа што кој работи во таа болница, така, не како само да се дава вината таму најгоре, каде што па и не можеме најверојатно многу да действуваме,
кој едноставно секој да тргне од себе и овој минатата година го кажав и сега веројатно ќе го кажам, кога секој би метал пред својата врата, целиот свет би бил чист. Значи сите да почнеме од себе, да видиме што е нешто во наша контрола, каде можеме ние да действуваме и на тој начин некако ќе можеме и да се подобруваме и да подобруваме и за генерациите. Само едно тука би додала, кое што вака кога зборуваш, едноставно највеќе ми резонираше тоа што викаме нелуѓе бебешки чакорчиња, полека, не може ништо да се смени преку ноќ. И веројатно ако не знам би била како што рече не си дел од никој што одлучува од такви моменти, меѓутоа ако би била дел, може би првата промена што би ја направила, мислам има многу промени што би ги направила, нели ако мене некој ме прашува. Меѓутоа првата промена која што би ја направила, мислам дека би било да го една инклузија на партнерот и за време на породување и на почетокот за грижа на бебенцето. Ако ги читате приказните, прочитајте приказната, една која што беше баш пишувам за да споделам мојата позитивна приказна. Значи едноставно да биде како мотивација. И не е нели во Македонија не е таа приказна, во скандинавските земји мислам дека беше и буквално оној момент кога партнерот јас тоа го имам и доживеано и го имам видено и кај други клиенти и се што добиваме со тоа? Број 1, добиваме една многу поголема свесност кај партнерот, доколку да речеме способен за таа свесност, добиваме една поголема свесност за тоа што стварно е чинот на породување, како изгледа, многу од партнерите не се свесни. Една приказна буквално не знам сега пак ќе речам, можеби така мене знаеш како што читаш ги приказни, некој што ти сам си резонираш, вака со нив си размислуваш. И една што имаше, јас уште некако беше формулирана дека мене уште ме шија, нели не беше завршен самото породување не беше дозавршено, луѓето веќе си славеа за раѓањето, знаеш, и таа ексклузија на мајка, таа веќе партнерот, семејството си славаат, мејкици може веќе теста се замесуваат и тоа може за некоја мајка пример може тоа е сосема окей, така да си рече супер, леле славете сите се радувате, одлично. Меѓутоа за некоја жена тоа може да е поразително, во смисла уште тука лежам, крварам, ме шијат, не знам што прават, а другите веќе не знам, си прават забави, пијат и така натаму. Пак речам, не дека е погрешно, меѓутоа, може би ако партнерот, ако ги оставиме мејкиците за 24 часа подоцна, например, остане партнерот за времето на породување, се ведочи на тој чин, а сум имала многу од партнерите кои што кажале на крај вака. Јас никогаш не замислав да ништо поминувате вие сте, не знам, херој. Значи, имала една таква реакција каде што кога гледаш, сваќаш колку е сведено на минимум сето тоа што се поминува на породувањето, заради тоа што е нели како секој раѓа па и ти како процедура одиш, не знам, ЗАП, ќе ти извадат и толку што и тоа може да е огромна травма, не па мислам породување. Така што тој аспект би рекла инклузијата на партнерот во целиот тој процес, особено пак во првите 2-3 дена додека е мајката во болница, може да помогне многу. Затоа што тука може да го имаме бебето и оној момент на па немаме персонал, не можам да ти го дадам, ти си породена со царски, не можеш да стануваш да ева го партнерот повеќе. Значи тоа е тука. Значи како го учиме партнерот на тоа дека ова е и твое дете. Значи не е ова само мајка ти бебето 5 дена, па сега еве повели ти ги враќаме дома, не напротив, ти си дел од сето ова. Вие сте подршка за партнерот, затоа што и партнерите стануваат татко во рокот една секунда, честито останавте татко, нели моментот на тоа е тоа, он не го носи детето. Пак мајката има 9 месеци да се подготви, го раѓа, чином сум баш онака еден процес на станување на мајка, а таткото е веднаш, така што ова е во функција и за таткото, и за неговото ментално здравје, затоа што и татковците знаат да паднат во депресија која што доаѓа после породувањето на мајката и тоа е нешто кое што е факт и постои и ние, знаеш како и покрај тоа повеќе зборуваме за мајките, мајчинството, жените, не го исклучуваме тука партнерот или она што може да се случи со него. И всушност и самата негова присуство во целиот тој процес и вклученост, без разлика на кој начин, како нели секој семејство сака и има желба тоа да биде, му помага и него да може да се поврзе со улогата на татко, да се поврзе со сето она што се случува и да може полесно да ракува, што би рекла, со бебето, затоа што многу често постојат и мајки кои што имаат страв, меѓутоа постојат многу татковци кои што не можат да се поврзат со бебето зашто им е страв.
Да, Не знаат, ама се многу да е не го мало, не можам, извлечам, уште да го страх ми извиткам. е. Да. Така, како да го држам, јас не знам, остето ти знаеш и никако го избегнуваат. А реално, на таткото му може би и уште потешко, затоа што он нема па и онаа социјална поддршка, што, например, јас и ти сега ќе си седнеме мајкички, па ќе си дојдеш со некоја мајкичка, па ќе се збориме, па вака ќе го држиш, па така, па ова ќе му облечеш, нели? Мајките пак некако одат на кафе, зборуваат за децата. Мислам, дури знае да и некогаш и Јас преплавувачки. Јас го Ама татковците чекам не одат. моментот кога ќе има такво нешто во Македонија, пошто во Германија има. Значи има, особено имаме делови такви што се као, не знам, фамилиарни куки, под општината се, значи под се, каде што се организираат многу често и бесплатно или за нешто, не знам, символично, пример, група за татковство. И секоја, не знам, сабота или секоја втора сабота, секоја трета, неважно, еднаш во месецот има група за татковци кои што доаѓаат со своето макар и новороденче. Значи еден час сега темпираат, нели, например, ако цица што како, или може и без, едноставно се дружат си, споделуваат како нив тоа ги сменило, што сметам дека е многу здраво и многу нормално да биде, мислам, глупа не сам, не глупа, група не само за татковци, туку и за партнери општо, значи без разлика, нели, на пол и така натаму, едноставно се собираат и се кажуваат. Вака и вака. Значи, ова се смени. Или, не знам, има за игра со децата. Не знам, да речеме, не знам, партнер Kids Day. И одат заедно нешто прават. Значи, има такви моменти. Има. Зошто да не? Тоа што викаш, тие се многу нормални. И сметам дека ако е вклучен партнерот од првиот оној момент, едноставно е присутен, некако природно веднаш станува дел од сето тоа и сметам дека е прекрасно кога во болниците ќе се дозволи такво нешто. Мислам тука не се зборува, значи тука си е по автоматизам, таткото никогаш не е гостин или партнерот не е гостин. Значи тоа е семејство и може да седи 24/7 со мене, спиеше партнерот во креветот со жената. Значи си преспа вечерта, си спиеше таму. Ако бевме две во соба, значи си легна, си преспа, нема врска, мислам, немаше никаков, немаше време за визита, за посети, кога сакаш, како сакаш. И зошто? Затоа што тоа е нормално, тоа е семејството и се прави една атмосфера на мини семејство само во болнички услови заради тоа што сепак треба некој да гледа мајката, не обратно. Мајката пациент лежи, ништо не може да направи и се носи чат-пат бебето и се зема. Не, ева го тука ти е, ако не можеш ти, тука ти е твојот партнер да ти помогне, значи пеле наменување, да ти го намести бебето да цица, значи си функционирате како едно мини нормално семејство само под некој болнички услови затоа што некој треба да прави мониторинг на мајката и на бебенцето. И крај. И тука се крева свеста, се крева емотивната свест, се дава исто така една блага транзиција и кај партнерот за преку ног стана родител, така, значи се дава една блага транзиција, кога и партнерот има можност во болница да пресоблече пелене и сестрата таму нешто рече, браво, супер го правиш тоа, добро. После анксиозноста кога си одиш дома, што ќе му правам јас на ова мало бебе? Едноставно ја нема веќе, затоа што ти веќе 2 дена си бил таму и си се грижал под надзор за твоето бебе и никој не ти рекол што правиш, ќе го убиеш и си тојгаш дома релаксиран, знаеш од прилика ќе правиш тоа што го правеше таму. Мислам има огромен бенефит од сето тоа, особено партнерите за време на породување, тоа е мислам дека game changer. Game changer за сите родилки. И за коментари предпоставувам, и за, значи, психичката состојба, значи партнерот да седи ти рече можеш и да те бодри и да е тука со тебе, да не си осамен, да не си оставен во тие ситуации скроз сам, да не знаеш, особено пак има и некоја попанична, нели, знае да се случи да има попанична, паднати тонови, се имаш некој тука со тебе, не си сам во такви стресни ситуации, тоа мислам дека може да смени, не знам, буквално, да го смени текот на целата приказна. Затоа би рекла, првиот дули, нели, тој што не може, има дула, во Македонија се уште нема дозволено да присуствува дула на породување. Мислам дека е многу нова професија, не сум сигурна дали имаме дула која што физички некогаш присуствувала на породување, значи баш она. Во Македонија не. Во Германија има, меѓутоа и во Германија сепак се само придружба. Значи, пак речеме, не се медицински лица, затоа што немаат медицински познавања, меѓутоа се како придружба на мајката. Како емоционалната поддршка која што ете од часове е многу важна. Дури тука е дозволено, осам короната, нели, што тоа го забрани, меѓутоа се дозволено партнерот и дулата, например, заедно. И тоа што
И има и повеќе услови, значи од топки, када, нели ако прочитаме топла када, продување во вода, топка, не даваат и знам, рајски таква газ. голема пилатес, да, и така натаму. Значи, има можности за подобрување, има можности за подобрување на целата таа поддршка со многу мали чекори, значи со стварно многу мали чекори. И се надеваме дека ево оваа година видовме мала разлика во приказните, што од една страна мора да кажам дека се надевам, значи дека тоа ќе го земеме како позитивно од целата оваа работа. Извини секунда. Прекрасно. Јас се извинувам, ама тоа кога си мајка во стабата, Монстер чак доби браво. Извинете. Така што тоа мислам дека може буквално, како што реков, да направи, не знам, стварно огромна разлика и за семејството и за мислам влие на многу пошироки полиња отколку само партнерот е тука да те држи за рака, не, се освестува кај него многу повеќе. Мислам дека и после тоа ценењето ни што поминала жената исто е многу подруго отколку партнер кој што го нема тоа видено. Подруго. Дефинитивно. И фала ви на сите кои што ги пишавте приказните. Јас знае и Наташа колку и да се стручно лице, пак кога се чувствуваш со таква приказна е многу тажно, тешко, болно. Меѓутоа, многу се радувам затоа што се попозитивни приказните оваа година. Помалку приказни до сега ни пристигна од првата и втората, имавме доста поголем број на приказни, меѓутоа тоа е супер затоа што на некој начин тоа е доказ дека прво, јас би рекла, не би можело да земеме дека е релевантно, меѓутоа, јас сигурна сум дека условите полека почнуваат да се подобруваат и дека ќе се отвориме многу повеќе да бараме, многу повеќе да менуваме, многу повеќе условите да се подобруваат. И за крај, јас секогаш тоа ќе го нагласуваме дека емпатијата, kindness или добрината, љубезноста е нешто кое што е бесплатно. Значи, за тоа не ни треба ниту топки нови, ниту не знам каков рајски газ, ниту не знам каква опрема и така натаму, тоа е нешто кое што е бесплатно. И затоа некако се надевам дека ако ништо друго, сите ќе тргнеме од таму дека ако ваша ќерка, сестра, мајка, без разлика, нели, жена се породува и обратно, нема да сакате да се случува тоа што им се случува на многу родилки. И тука е емпатијата. Значи, само затоа викам, тргање од себе е можеби најдобриот начин за да се подобруваме. Не секогаш, нели, само од себе, зашто ако тргаме од траумата, тоа може да биде и лошо, меѓутоа ако тргнеме, ако сега ќерка ми оди да се породи, или ако ова беше ќерка ми, дали јас вака ќе ја кажа. И мислам дека тоа е еден момент на, само чисто да провериме, да видиме како може да се подобруваме. Емпатијата е нешто кое што се учи, нешто кое што се вежба, нешто кое што е бесплатно. Тоа важи за сите, без разлика дали сте во болнички персонал, или сте луѓе, или сте жени кои што одите да се породувате, затоа што и тука оди на взаемна комуникација. И баш Николина ни пиша кратка комуникација, значи било каква, меѓутоа да има некоја кратка комуникација, меѓу родилката и персоналот, што е многу важно. Таа комуникација да е исполната се на разбирање, да се видат барањата, да се види што се случува, да се објасни на родилката што е таа интервенција која што ќе се случува. Бидејќи тоа знае да е травматски, само да знае зошто и што ќе се случува, чисто за да не изгуби таа една контрола. Ја прашувате жената, но на кога доаѓа на прием. Не само чекај сега ово, на притисок, вака, документи. Се што е потребно, можеби само 2-3 минути. 2-3 минути за еден ваков момент, во смисла да знаеш дека ова ќе биде многу специфично се тука, се надевам дека нема да ти биде многу голема паника, што и да ти треба, обрати ми се, тука сум. Само би те прашала дали во процедурите сакаш да знаеш, значи пошто има меќе кои што не ми кажува пошто што толку ќе ме пати паника, дали сакаш да ти кажувам да те смирувам и мислам дека дури и секој чекор, дури да рече, сега ќе направиме мала епизиотомија, ќе ти кажам кога издиши, не се секирај, нормално е, кај се го правиме се во ред. Мислам дека само по тој момент да слушнеш нешто такво, може и како да те смири. Значи, кратко, диши, можеш. Само ти можеш. Можеш, знам дека можеш. Значи, она баш тоа Николина ги кажуваше, кратко, јасно, ќе погледнам и ќе речам, можеш, верувај во себе. И се менува лицето на родилката, се менува најчесто во тој момент, затоа што тоа е баш интуитивно. Да, можам. Сугестивно, да, можам. Враќање на самодовербата и на телото. Враќање кон оно што е природно кај неа, дека вистина може.
Ама тоа е таа надворешна поддршка која Сакам што е многу важна. само што да напоменам, пошто ова него ни зборувавме, никаде не го објавивме, јас би го оставила прашалникот отворен, Елена, до утре некаде, да речеме, до кај 15 часот од прилика или да се договориме, ако некој сака се уште, значи мотивиран и сака да проба да го извади од себе, нели, да сподели својата приказна и утре до вечерта да ги досподелиме тие што ќе стигнат и така да го обележиме, нели, овој настан, не да го славиме, да го обележиме, едноставно и да му дадеме глас на сето ова. Па би рекла утре до кај 15 часот некаде да го ставиме прашалникот отворен или до 18 часот па да ги споделиме после, вака гласно си размислувам сега на лице место. Може да го оставиш додека да го изгледаат. Мислам дека доста и се задржавме додека не изгледаат и така натаму. Да, затоа што секоја приказна заслужува да биде видена, уважена и прочитана и секој кој што нема каде да ја сака да си го тоа уважи, да едноставно некаде го извади, ние не можеме физички да поставиме нели негде каде што ќе ги напишете на рака и ќе оставите ружа или пак да одите до болницата. За жал тоа не е нешто кое што се практикува во нашата држава, меѓутоа еве символично да оставите ружа, да ја напишете вашата приказна на некое место каде што ќе излезе од вас, ќе биде некој ќе ја прочита едноставно и ќе се чувствува со истата. А да ја сите ги поддржувам, ги поттикнувам и позитивни и негативни, затоа што и позитивните приказни многу носат и помагаат. И оние позитивни на окей, види што направив јас за да биде подобро другиот пат. Еве можат и другите, можат. Едноставно се надам дека се можно е. Можно е. Да. Тоа е најважно. Епа да го ставиме прашалникот тогаш уште некое време. Значи, еве утре, нека помине и утре, па во понеделник ќе ги досподелиме тогаш приказните, ќе ставиме и на стори исто така. Значи се што ви стои на душата исто така, што викам, сакате да го извадите, слободно споделете го, може навистина да биде еден начин да ви помогне. Елена, ти благодарам многу. И ќе си останеме ние ова да го обележуваме како традиција, се надеваме вака дека полека, значи ништо не се случува преку ноќ. И обично ако е така е чудо и трае 3 дена, ама не ние сакаме, значи да оди полека, меѓутоа да оди сигурно. Она што викаме бебешки чекори, почнува полека, меѓутоа се движи сепак сигурно и одиме кон позитивни промени, така што стварно ми е драго секогаш кога ова го правиме заедно. И се надевам дека барем малку придонесуваме за едноставно на луѓето да им биде малце, не знам, да им олесни сето ова. И барем даваме глас. Прашање каде се праќаат искуствата од приказни за пораѓај. Сето тоа го имаме направено така да биде комплетно анонимно. Пополнувате прашалник каде што ни вашата имејлна адреса не се собира, значи ништо, комплетно анонимно. Може да најдете, Елена има исто така оставено линк, јас имам на мојата веб страница линка, ќе оставиме повторно и сега и на стори линк, каде можете тоа да го направите комплетно анонимно и едноставно да пробате или да го извадите од себе на што ви теши. Да, дури и за нас е анонимно. Значи не се собираат имејл адресите, не знаеме од кој доаѓа и кога објавуваме, не ги објавуваме болниците, значи не објавуваме имење на доктор или нешто така, туку едноставно анонимно се објавува, секој кој што има желба нека го направи тоа. Наташа, јас многу ти благодарам што ти ми ја сподели, ти си всушност некако што го сподели ова со мене, па го започнавме заедно, со Наташа го правиме од душа, од љубов, од една, ајде што викаме на визија, на мисија што имаме дека во Македонија дефинитивно постои капацитет да растеме, да се развиваме, да се менуваме, да се подобруваме и да некако не се плашат родилките или цело време да гледаат и вака било во Скандинавија, така било, туку ајде заедно некако да го менуваме. Секако јас и Наташа тоа сами не можеме да го направиме, меѓутоа ете што почесто ова го правиме чекор по чекор со тие бебешки чекорчиња, работите се менуваат и јас верувам дека се менуваат многу повеќе, дека многу повеќе ќе се и многу побрзо дека ќе почнат да се менуваат работите, затоа што знам дека тоа е нешто кое што го можеме и го заслужуваме. Ова ќе се надам дека и другата година ќе го направиме, дека ќе продолжи, ќе биде една традиција. Ви благодарам на сите кои што останавте до крајот, јас и ти, и кои што некако беа со нас, затоа што мислам дека половина час од прилика некаде се местевме додека да почнеме. Видеото ќе остане, понатаму ќе го ставиме и на YouTube, инаку на YouTube веќе ги имате
првите 2 години, каде што може да видите, имавме и гости. Меѓутоа, оваа година со Наташа се договоривме некако да биде тука на Инстаграм, да го направиме сами и здравје, ќе видиме како ќе оди во иднина. Сите кои што имате желба, кои што сакате да се вклучите во оваа иницијатива, имате можеби некоја идеја или слично, слободно ве охрабрувам да споделите, да направите, затоа што пак е нагласам, ова не е нешто кое што со Наташа го правиме, да не е платен проект или нешто слично, туку е баш од душа, од љубов, нешто кое што сметаме дека е време да малку повеќе се зборува, затоа што едноставно како се зборува за толку некои работи кои што се ретки, ова е нешто што е секојдневно, често, кој што секоја скоро жена поминува низ истото, а многу малку се коментира и се зборува и се прави нешто во врска со тоа. Ти благодарам многу, Наташа, може да се гасиме, лајвот ќе го ставам на профилот, ќе те тагнам и здравје. Ќе ги видиме сите приказни на Facebook страната. Поздрав! Поздрав за сите!